Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Добро утро, почитувани слушатели. Јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во денешното издание на Здравје ќе зборуваме за една сезонска тема, заболувања кои можат да ги пренесат крлежите. Како што изминатиот период можевме да слушнеме и да прочитаме во медиумите, над 100 граѓани побарале лекарска помош во некоја здравствена установа поради убод од крлеж. Токму за компликациите кои може да настанат, како да се отстранат овие инсекти и како во прв момент граѓаните кои ќе имат ваков проблем сами да си помогнат или да отидат во најблиската установа. Во денешното издание на Здравје, мој гостин во Здравје е доктор Бисера Пендовска, специјалист по општа хирургија во клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски на оделот за пластична, реконструктивна и естетска хирургија во популарно наречената Староградска болница. Доктор Пендовска, добро утро и добре дојдовте во Здравје. Добро утро. Ги поздравувам сите слушатели на Радио Слободна Европа. Македонија, извинете. Така. Значи, убодот од крлежија честа појава во овој временски период. Граѓаните кои што ќе приметат дека имаат закачено крлеж на нивната кожа, како прво не треба да ставаат разни супстанции како што се бензин, ацетон, со некои масла да ги вадат. Со масла, со вазелин или слично, или да ги горат, и други народни лекови, нели, кои што ги слушнале од народната медицина. Народната медицина, од соседи, од други лица. Туку треба да посетат медицинско лице. Доколку не се во можност да посетат медицинско лице, значи доколку не се во близина, може да го отстранат крлежот со тенка пинцета. Треба да го фатат крлежот што е можно пониско, значи пониско на главата на крлежот, односно поблиску до кожата, и со нежен притисок, значи да го отстрана. Обратно од стрелките на честото. Тоа не е точно, значи треба да го фатат и со нежен константен притисок да го влечат. Значи не треба да се врти крлежот лево десно или обратно стрелките на часовникот, бидејќи со тоа се кине утробата, стомакот на крлежот, која што ги содржи тие патогени, значи причинители, кои може да предизвикаат болести, на заразните болести. Така, доктор Пендовска, кога да се обратат на лекар, доколку не сакаат сами да си помогнат, сами да го извадат со стерилна пинцета, секако претходно да биде дезинфицирана? Можноста за заразни заболувања се зголемува со време трењето на, значи доека крлежот на закачена кожата, така да што ќе го приметат крлежот, треба веднаш да се упатат кон најблиската болничка установа, не мора да е тоа хируршка клиника, значи било кое медицинско лице. Доколку сами го извадиле крлежот, не треба веднаш да се упатат, значи веднаш да бараат помош од доктор. Туку треба да следат, значи, за појава на симптоми кои што кажуваат на болести поврзани со Што може да се појави на самото место? На самото место може да се појави осип, кој што може да биде со различна, значи, за различен изглед. Различни типови на причинители причинуваат различен изглед, значи, на тој осип. Многу е битно, значи, да запамтат дека околу самата каснатина, ако се јави осип неколку дена до неколку недели после убодот, треба веднаш да се јават на лекар.
Каква е состојбата кај вас во клиниката? Вие секојдневно работите со пациенти, ви доаѓаат ли вакви случаи, конкретно изминатиот период кога имавме топли денови, бидејќи крлежите доаѓаат на топло и кога цвета тревата и тогаш со после влажноста и тие се наездуваат во природата? Да, значи пациентите кои што се јавуваат за помош од убот од крлеж се значи ги има доста, околу 3-4 на ден. Меѓутоа пациенти кои што имаат симптоми, значи од некоја заразна болест се ретки. Так. За среќа наша, значи не се толку чести. Минатата година и пред 2-3 години не се сеќавам дека кај нас имало лајмска болест. Меѓутоа во соседните земји во Косово имаше дури и смртни случаи. Кои се заболувања освен лајмската болест може да предизвика убодот од крлежи, односно самото каснување да направи компликации по здравјето на Така, граѓаните? значи самото каснување не прави компликации, туку пренесувањето на разни типови на бактерии, рикеци, вируси и слично, значи од стомачната утроба преку плунката на крлежот, постојат голем број значи причинители, од кои што се најчеста лајмската болест. Така. Други типови болести се значи различни типови на трески, кутрески, туларемија, и по региони, значи во Америка се многу често застапени, имаме Rocky Mountain Spotted Fever, Q fever, значи и по треските се фактички името на треските и се по географските региони, да. Така, кажавте и вие дека немате комплициран случај последниве неколку години, меѓутоа сето тоа е само од убоди. Каде најчесто граѓаните кажуваат дека биле каснати од крлеж, односно наишле на крлеж? Дали по парковите е безбедно да се седи овој период? Па добро, секогаш треба да бидеме заштитени, бидејќи нигде кај што има трева не е условно кажано безбедно да се седи. Значи треба кога граѓаните да не се шетаат по високи треви. Така. Што се високи тревите, доколку се шетаат по планини, по ливади, да носат долги панталони, чорапи високи, соодветни обувки, блузи с подолги ракави. И после секоја прошетка во природа да го проверат телото. Так. Ако седеле полого време во природа, да го проверат телото за можни каснатини од крлежи. Тоа најлесно за време на туширање, да се И особено да внимаваат да го проверат телото на децата, кои што не се во можност сами да утврдат дали имаат крлеж на нив. Има ли некое место во телото каде што крлежите најмногу сакаат да се вгнездат, би се рекло? Тие одат значи на топло, сакаат крв, меѓутоа нема буквално до сега немало место кај што немало крлеж. Така, се движат, ќе се стационираат. Можни, значи особено треба граѓаните да внимаваат на некои места кои што не се достапни за визуелна инспекција, значи на главата, на поглавината, така. Во ушите, околу ушите, позади ушите, на грбот, околу задникот, значи буквално нема место на телото од каде што не сме извадиле крлеж. Така, вие лекарите, освен да се внимава да не се движи повисока трева, често знаете да споменете и да се внимава и на облеката, односно предпоставувам да се носи светла облека, бела облека, доколку се планинари, така. Светлата облека фактички помага при превенција на каснатини од крлежи, бидејќи на светлата облека се гледат крлежите. Пошто тие се темни и има контраст, значи полесно се забележуваат крлежите доколку лазат по вас. Иначе крлежот кој ќе се закачи на телото, значи ние не го осеќаме тоа, бидејќи внатре во плунката тој има анестетик и разни супстанции кои што не го иритираат човечкиот организам, значи не пецкаат, не чешкаат како другите инструменти, така да тој може долго време да стои закачен врз вас и вие да не го приметите. Така, колку време може, например, да стои, да обстои на кожата на телото крлежот? Кога ќе се закачи на кожата, тој почнува да пие крвта, значи, така. И кога ќе се, условно кажано, кога ќе се најаде, тоа може да трае неколку дена, тој самиот си се откачува после, меѓутоа за тоа време може да ослободи значи тие
заразни причинители во крвта. Така, патогените бактерии кои ги споменавте, има ли некои повеќе врсти на крлежи, некои кои се поопасни, помалку опасни и така? Да, постојат многу врсти на крлежи. Секако крлежот во Македонија не би бил ист. Има и во тој Македонија, Америка, и во Македонија постојат повеќе типови на крлежи. Тој еленскиот крлеж е Најчест, ја пренесува лајмската, ја пренесува тој лајмската болест. Кај нас за среќа не е, значи не сме ни ендемско подрачје за лајмска болест. Така. Меѓутоа во како пример пак ја кажам Америка, таму значи има ендемски подрачја кај што тој крлеж значи е многу чест и ја пренесува таа болест кај што има елени. Так. И токму затоа го добива името еленска болест. Има еленски крлеж. Многу типови на крлеж. Така, овие случаеви кои ги споменавте по 3-4 дневно, дали се тоа обично сточари, луѓе кои се занимаваат со земјоделство или се обични граѓани кои што одат, бидејќи претпоставката е дека токму луѓето кои работат на нива, одгледуваат стока или се занимаваат со сточарство, дека тие најчесто се мета на уботот крлеж. Кај нас доаѓаат најразлични типови на пациенти, значи работеле во градина, се шетале во парк, планинареле, има и такви нормално кои што се занимаваат со земјоделство, сточарство, меѓутоа нема точно одредена професија. Од сите. Некои доаѓаат чиста во градината и ето. Значи буквално од секаде, од секој регион би се рекло на земјава исто така. Освен на пролет, предпоставувам, како што и најавив, дека веќе со заладувањето се повлекуваат и самите крлежи. Тие предпоставувам обстојуваат само на високите и влажна подлога. Чи пролет, лето и рана есен се позастапени, доколку во зимскиот период е многу ретко. Така, некои кои успеале да мутираат и да обстојат на ниските температури со оглед на климатските промени што ги имаме. Доктор Пендовска, тука ќе направиме кратка пауза и ќе се вратиме повторно со разговорот околу овие актуелни случувања в последниот период околу каснувањето со крлежи, во вториот дел ќе проговориме и околу каснувањето од змии. Почитувани, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во денешното издание на Здравје зборуваме за убодите од крлежи, кои се компликации може да ги пренесат овие инсекти и како граѓаните сами да го извадат доколку не можат и немаат опција да заминат во најблиската здравствена установа. Имено лекарите секогаш препорачуваат тоа да го направат стручни лица, по-конкретно хирурзи. Токму на оваа тема во Здравје мој соговорник денеска е доктор Бисера Пендовска, специјалист по општа хирургија на одделот за пластична реконструктивна и естетска хирургија во клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски. Доктор Пендовска, дали доколку остане мал дел од крлежот на телото или би се рекло една нога од крлежот, можно е да има понатаму компликации по здравјето на граѓанинот кој бил каснат од крлеж? Доколку се извади крлежот, значи главата и стомакот на крлежот, нема ризик за компликации од заразните заболувања кои што ги зборавме пред малку. Так. За разлика од верувањето на луѓето дека ако остане најмал дел, дека тие пак може да заболат од лајмска болест или од некој тип на треска. Значи доколку се извади крлеж од главата и стомакот, ризикот за заболување е на минимум. Е сведен на 0. Доколку остане дел, значи нога, дел од устата на крлежот во самата кожа, значи треба пациентот да се измие, значи да се исчисти кожата со сапун и вода или со алкохол и со бетадин, со некое средство за дезинфекција и да нанесува некоја антибиотска крема, бидејќи самиот убот од кожа, самиот убот на кожата од крлежот, че ги пренесува нашите бактерии кои што природно живеат на кожата внатре во крвотокот. Фактички таа бактерија може да направи инфекција, која што може да имаме околно црвенило, едем, чешање и болка.
меѓутоа тоа не е опасно. И исто така може да направи, тоа се вика реакција на туѓо тело, значи кога остане делче од ногата, реакција на туѓо тело, тоа е како мало тврдо топче црвено, кое што ако не поминува треба хируршки да се отстрани. Меѓутоа пак ќе напоменам дека и да остане дел од крлежот, значи нема опасност по граѓаните за пренесување на тие заразни болести. Така, и вие споменавте, и науката тоа го говори, дека лајмската болест е најчесто заболување како резултат на компликации. Што представува лајмската болест? Како се манифестира, еве, доколку не го приметеле граѓаните крлежот, ним настанала компликација, како да знаете дека имаат некое заболување, еве, конкретно лајмска болест? Лајмската болест, како што кажав пред малку, значи прво ќе приметат осип околу самото место, значи околу убодната рана од крлежот. Тој осип е како круг и се шири околу самото убодно место, чи има специфичен изглед. 3 до 30 дена после каснувањето од крлежот може да се јави треска, зголемена температура, малаксаност, болка по зглобовите, зголемени лимфни јазли. Сите овие симптоми не се толку специфични, значи за едно заболување, значи се некои општи симптоми за треска, за едно инфективно заболување. И затоа треба, значи, стално кога биле каснати од крлеж, тоа да го кажат на докторот, докторот стално да мисли дека, значи, можно е компликација и некоја од лајмската болест. Така. Значи може да има од благи симптоми, значи кои што може да се третираат во домашни услови, до јаки, значи, симптоми, јаки заредни симптоми кои што, значи, захтеваат болничко лекување. Така, дури потреба и од инфектолог. Да, обавезно тие се лечат сите на клиниката на клиниките за инфективни болести. Инфективни болести. Што е со змиите? Како имате ли годинава регистрирано случај на каснување од змија, бидејќи и кај нас има некои типови на видови на змии кои се доста отровни? Годинава за среќа немаме се уште регистрирано пациенти, значи каснати од змија. За среќа исто во Република Македонија нема смртоносно, да кажам, отровни, како што ги слушаме, нели? Со исклучок на поскокот и смртоносно зборам отровни во следниот час значи да настапат да настапи смртта, значи не се ние како што ги слушаме кобра, не знам, што имаат многу висока концентрација на отров, така? Да, и многу отровен отров. Да, кај нас поскокот е најотровна змија. И исто така, значи треба. Како доколку се најдат, не дај Боже, во ситуација граѓаните да бидат каснати од змија, и исто така и змиите се сега веќе раздвижени со топлото време? Значи најважна е превенцијата. Значи кога се шетаат по планина, исто значи во природа, да носат исто високи кондури, чорапи, долги панталони и да не, значи да одат со стап, значи пред нив, нели, со стап да го ослободуваат патот, бидејќи змиите се плашат од луѓе, од други животни. Тие напаѓаат, така. Тие напаѓаат само ако се директно засегнати, значи не напаѓаат. Доколку бидат згазнати. Да, доколку бидат згазнати или уплашени, значи доколку сте во непосредна близина, иначе тие не напаѓаат. Доктор Пендовска, доколку бидат каснати граѓаните од змија, и како да си самопомогнат во првиот момент, бидејќи се наоѓаат, предпоставувам, некаде во природа, на планина или во ливада, каде што далеку е првата амбуланта или првата здравствена установа? Доколку, значи, се во придружба со некоја друга особа, треба другата особа нели да им помогне, значи треба да се ослободи местото кај што е, значи, на раната, кај што е убодот од змија, каснатината, да се ослободат сите, да кажем, облеки или накид или било какви предмети кои што вршат, значи, кои што би можеле да вршат стегање на кожата. Така. Доколку е на рака, значи убодот, прстените, алки, саати да се извадат. Да се ослободи циркулацијата да се ослободи, бидејќи после каснатината од змија, значи, да кажам, екстремитетите знаат да отечат многу, со тоа да компрометира циркулацијата, значи, на екстремитетот, значи да се ослободи
од облеки или од предмети да се имобилизира и да се, значи, да се Како да се имобилизира? Треба да се врзе? Како за скршеница, да кажеме, бидејќи ако се употребува повеќе, збориме за екстремитети, пошто најчестите каснатини се или на рацете или на нозете. Така, околу глуждот, околу глуждот, така ја газните змијата, делови. доколку работите негде или камен, некој, значи, или под камен, значи, кога дигнете камен, на подлактица, значи тоа се најчести реги. Значи треба да се имобилизира, бидејќи со користењето на значи на раката или на ногата се зголемува циркулацијата на тоа место и фактички отровот побрзо се ресорбира од местото на каснатината. Се шири низ телот. Значи треба да се имобилизира и да се постави под ниво на срцето. Значи обратно од првата помош за при крварење. Така, претпоставувам потоа оди серумот. Така, значи прво да се тоа збориме на лице место, так. А потоа значи доколку се значи да го однесат пациентот во најблиската медицинска установа. Змијата да не ја брка, да не ја фаќат, да не ја, значи доколку е можно да не се види, иритираат, да се види провоцираат. типот на змијата стално, значи тоа е многу корисно за докторите. За да знаат како против отров да дадат. Меѓутоа, ако тоа не е возможно, да не губат време на бркање на змијата или неизино, значи, фаќање, убивање и слично. Но како и да е, во секој случај, во првата прилика да се обратат на лекар или во првата здравствена установа. Така, и да не е тоа да кажам, да не паничат. Да не ја сечат раната, да не го цицаат отровот, да не врзуваат надврски над рацете и на нозете, значи тоа се некои застарени и народски методи кои што во денешно време не се употребуваат. Туку може дополнително да ја искомплицираат состојбата. Доктор Бисера Пендовска, ви благодарам за овие корисни информации кои ги споделивте со слушателите на Радио Слободна Македонија и слушателите на емисијата Здравје. Благодарам што ме поканивте во вашата емисија. Се надеваме дека ќе соработуваме и во некоја наредна прилика, повторно ќе ве очекуваме како гостин со нови информации, осекако од други делови од областа пластична хирургија. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани, тука и крајот на денешното издание на емисијата Здравје во продукција на Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Александар Динев. Техничка реализација Горан Зафировски. Денеска сме петок, 20 мај 2016 година. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ви закажувам повторна средба со здравје, здрава храна и здрав начин на живот во понеделник во 9 часот и 5 минути. Од мене до слушање, имајте убав викенд. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија.